сакам да го представам нашиот прв говорник, тоа е Наталија Ацеска, која што претходно додека чекавме се представи, но сега повторно ќе ја замолам да се представи и ќе зборува на тема образовни политики за одржлив развој. Слободно, Наталија, преземи ти сега. Благодарам. Добро вечер на сите. Јас би сакала најпрвен да ве поздравам и да го изразам моето задоволство што вечерва сум заедно со вас на ваков начин, можеби тоа е мал хендикеп за сите, но и ова е убавината на можностите која ние можеме да отвараме нови хоризонти кои се снаоѓаме во ситуации како што е сега. Се викам Наталија Ацеска, советник во Бирото за развој, конкретно предметот кој што го водам е биологија, но и тука се автоматски спаја и еколошкото образование, природните науки и така натаму. Би сакала малку повеќе да зборувам за она за кое што ме поканија Go Green и ги поздравувам со нивните иницијативи, ги следам веќе неколку години, просто сум восхитена од начинот на кој што тие приоѓаат кон овие проекти, бидејќи секој пат се трудат да ги инволвираат оние кои што се нашите најмили, она што фактички треба да го продолжи, а што го викаме одржливост во ова наше општество, тоа се младите. Би сакала да кажам нешто повеќе за одржливиот развој, бидејќи често пати правиме едно поистоветување на два поими, а тоа е образование за одржлив развој, еколошко образование, одржлив развој и така натаму, па најпрвен убаво е да се каже дека во овој период на транзиција, реформи, не само во нашата држава, туку глобално, бидејќи се работи за тренд на глобализација, ние сепак сме држава каде што се трудиме да ги следиме тие трендови, вклучително да го следиме и одржливиот развој. Но тој развој се базира на три предизвици или три компоненти, а тоа е социјалниот, економскиот и еколошкиот. Значи, не се работи за дефиниција, се работи за еден динамичен, комплексен процес кој што се имплементира глобално во целиот свет, вклучително и во нашата држава. А што е пак образование за одржлив развој? Образованието за одржлив развој, јас не би рекла дека е класично образование, тоа е образование за живот. Бидејќи преку тоа образование се добиваат компетенции за однесување, за правила, норми, за ставови и за вредности. Значи не се работи за образование од каде што тој кој што го поминал тој вид на образование добива оцена. Бидејќи образованието за одржлив развој не треба да реферира оцена добра, туку треба да реферира добри ставови и добри навики кај секого од нас. И заради тоа сметам дека комплексноста на образованието за одржлив развој често пати погрешно го разбираме. Мислиме дека ако имплементираме еколошко образование во нашиот образовен систем, дека сме ја завршиле работата, што не е баш точно. А каде е економскиот аспект, а каде е социјалниот? Јас како повикана личност од Бирото за развој на образование би сакала да комбинирам во моите искази. Нешто би рекла, би се изјаснила како вработена и како представник на Бирото, а нешто би го изјавила како Наталија Ацеска. Сметам лично дека во наставните програми кои што се изработени во нашата држава, дека има сегменти на одржлив развој, на таков вид на образование. Ако гледам дека има овде наставен кадар, така да сите ќе потврдат дека од 2009 година во нашиот образовен систем е инкорпорирано еколошкото образование преку тие точки на акција и така натаму. Секој наставник знае дека се соочува со таквите активности, дали си наставни, воннаставни, тие најдобро знаат како ги реализираат и која е повратната информација што ја добиваат тие од своите ученици. Затоа што не сум целосно убедена дека таквото имплементирање на тоа еколошко образование е целисходно и дека е изреализирано на начин да главната целна група кај нас, таа младата популација, ја добиваат вистинската информација. Секоја чест на исклучоците. Исто така, ако зборуваме за комплексноста на образованието за одржлив развој, рековме дека имаме еколошка компонента која што е присутна во нашиот образовен систем, присутна е во наставните програми. И ние зборуваме, кога зборувам за наставните програми, зборувам за општо образовните предмети, значи се има тенденција да се имплементира таквите теми. Ако зборуваме за теми од аспект на економија, кој што исто така е една од компонентите на образование за одржлив развој, ние пред 8 или 7 години се обидовме таму каде што да направиме инкорпорирање на сегменти од претприемништво, за да
за да има застапени те поими поврзани со зелена економија и така натаму. Сега во понов датум се повеќе се врши тренд на имплементирање на теми кои што се поврзани со демократска култура, демократска клима и така натаму. Тоа е оној социјалниот аспект. И ако добро ме следите, ќе сватите дека ви зборувам дека трите компоненти ги има во нашето образование, провејани во различни наставни теми, на различен начин, но сметам дека оно што можеби нас не збунува е дека не секој пат сме свесни дека ние имплементираме образование за одржлив развој. И сега, кога ќе зборуваме за таков вид на образование во Македонија, ние можеме да кажеме дека ние ги следиме сите трендови, ние сме една од земјите подписнички на Агенда 2030, четвртата цел од сите 17 цели за добро образование, ја почитуваме, сакаме да ги следиме реформите. Сакаме да внесиме нешто ново. И свесна сум, јас лично, како Наталија Ацевска, дека има уште многу што да се работи на тоа поле. Јас лично, како поранешен наставник, сметам дека мене лично би ми било корисно доколку имам обуки. Така да ние како институција се повеќе размислуваме како да ги следиме трендовите кои што се наметнуваат од поразвиените земји. Нормално не можеме да кажеме дека ние лесно можеме да се приближиме на земји како што една колешка спомна дека треба да бидеме како Финска, бидејќи треба многу да се работи на многу полиња, не само од страна на образовните институции, туку треба да се работи и на јакнењето на нашите лични компетенции. Ќе ви кажам прост пример. Значи, наставник по математика, можеби, ќе предава некоја лекција за некои математички операции. А нема ли да биде поубаво ако тој истиот наставник по математика го искористи ова што сега го спомнавте, тоа ми даде идеја, пресметувањето на јаглеродниот отпечаток и со тоа би сублимирал два сегменти и би ги реализирал наставните цели од дадената содржина, а со тоа би дал и порака која што би корелирала со образованието за одржлив развој. И сметам дека на наставниот кадар, јас лично како Наталија Ацевска сметам дека им треба многу обука, за да можат да го приближат до себе овој вид на образование, да знаат дека тоа е интердисциплинарно образование. Реков дека тоа е образование за стекнување на нови навики, за да најдат начин како да го осознаат тој нов начин на планирање, тој интерактивен начин, тие интерактивни методи, поими принципи кои што се поврзани со образование за одржлив развој. Нема да одам далеко, веќе ви покажам пример со Хрватска. Тие направиле многу интересен начин како да го имплементираат образованието за одржлив развој во нивните наставни програми. Направиле посебна наставна програма со меѓупредметни цели, каде што корелираат цели кои што може да се вметнат во различни наставни програми, така да секој наставник од секој предмет во својата постоечка наставна програма гледа линк кој што може директно да го однесе по другата програма и од тука да добие идеја, бидејќи ние сме наставен кадар по определен предмет, но на сите нас ни лежи нешто друго што можеби не ни било предиспозиција во моментот кога сме се градели како професионалци. Преку нашиот личен пример, преку нашите промени, јас мислам дека можеме да дојдеме до многу подобри успеси. Нели и самиот Ајнштајн рекол дека ние не можеме да решиме проблем што сами сме го создале на ист начин како што сме го иницирале. Мораме да најдеме нови начини на промена, прво, лично кај нас, а за потоа да можеме преку нашето локално делување да делуваме глобално. И по мене, јас нема многу да должам, бидејќи ова е тема која што е неверојатно комплексна и има што да се дискутира, но веднаш ќе кажам дека ова конференција е многу важна за нас како институција, бидејќи од овде ќе произлезат заклучоци кои што јас треба да ги пренесам на надлежните во мојата институција, затоа што од тука можеби ќе дојде до нешто ново, бидејќи нас не треба сега и нова идеја да се слушнат заинтересираните чинители, да се слушнат учениците, да се слушнат наставниците, невладиниот сектор и ред други институции кои што се дел од оваа целина која што е заинтересирана за добро образовен систем. И за крај само би ја завршила приказната, бидејќи
посочив дека потребно е лична промена кај секој од нас. Со една многу убава приказна која што се случила одамна кога беше уште Ганди жив, кога една млада индијка со нејзиното мало синче отишла кај него и го барала да ја помогне како да го одвикне малото дете да не јаде многу шеќер. Ганди рекол, дојдете по 3 дена. Кога мајката дошла по 3 дена со малото дете, Ганди се наведнал, го помилувал малото момче и му рекол, немој повеќе да јадиш шеќер, штетно е. Нормално, бурна реакција од мајката, бидејќи патувала доста за да дојде до Ганди, и рекла, зашто тоа не му го рековте пред 3 дена? Тој рекол, затоа што тогаш јас се уште јадев шеќер. Не знам дали извлековте пулката, тука сме една група на луѓе кои што веројатно ова многу ни значи и кои што сите сакаме да престанеме да јадеме шеќер за да можеме да кажеме на оние кои што не прашуваат како понатаму. Јас ви благодарам. Со оглед на времето кое што го имаме, сега мора да продолжиме на вториот говорник. Тоа е Антонио Јовановски. И он ќе зборува за зелени работни места и екокомпетенции за едината, така да Антонио слободно анмјутни се и превземи. Благодарам. Здраво на сите. Баш ми е драго што сме вака во поголем број, разговараме на многу важна тема. Јас за да дојдам до поентите ќе одам малце на макро ниво и потоа ќе дојдам до образованието, односно зелените работни места кои што ги работиме веќе неколку години од 2014 навака. Само да видам каде беше. Ево, share screen. Добро, имам презентација. Само share screen. Share, еве сме. Гледате? Да. Мислам дека се гледа. Океј, супер. Значи, првен сакам, мене ми беше доста интересна оваа фотографија. И сакав да споделам со вас дека имаме сега една криза, почнуваме нели со економската криза, веќе осеќаме тек допрва ќе осетиме последици, а климатските промени веќе со години ги осеќаме, но тек допрва ќе осетиме многу по драстични промени. Можеби во некои региони слични како и ова која што беше на глобално ниво, дефинитивно ќе имаме и по радикални последици од климатските промени. Ќе морам да споменам неколку работи кои што не се поврзани толку за образованието на почеток, но се суштински за климатските промени. Економскиот модел. Значи, економскиот модел е во директен конфликт со климатските промени, односно бруто домашниот производ, кој што со кој што се мери успешноста на една економија, е во директен конфликт со климатските промени, односно мантрата дека многу децении економски раст, а тоа не носи во амбис, бидејќи, како што реков, бруто домашниот производ е тој главен индикатор каде што не категоризира во земја во развој или развиена земја или неразвиена земја, според глобалните институции, Светска банка, Меѓународен монетарен фонд и така натаму. А кога се сечат шуми, кога се прави дефорестирација, бруто домашниот производ расте. Кога ќе срамниме планина за да копаме јаглен, бруто домашниот производ расте. Значи, дефинитивно ги игнорира еколошките и социјалните аспекти во едно општество и бруто домашниот производ стана цел за себе, а не само една мерка за од другите мерки кои што би требало едно општество да се мери. И со тоа дефинитивно сега е период каде што се надам дека и други институции на друго ниво размислуваат за различни индикатори за успешност и се надам дека ќе смени. По последна иницијатива може да видите дека Нов Зеланд стави голем буџет за well-being, значи се мери благосостојбата, а не бруто домашниот производ, како и самата премиерка кажа дека бруто домашниот производ не е мерка за благосостојбата на човештвото.
Тоа е многу важно, инаку да се вратиме на климатските промени, на глобално ниво, сигурно голем дел од вас знаете дека треба да ограничиме глобалното затоплување до 1,5 Целзиусови степени, односно не повеќе од 2 Целзиусови степени, бидејќи ако отидеме преку таа бројка, научниците потврдуваат дека може да се случат иреверзибилни процеси од кои што ќе не може да имаме повеќе контрола. До сега веќе сме стигнати до 1 Целзиус степен, и ако продолжиме business as usual, веќе во 2040 година би ги поминали овие 2 Целзиусови степени. Тоа што е цел, односно е потврдено од глобалната заедница, цел и на Европска унија е да стигнеме до 2050 да бидеме комплетно climate carbon neutral, значи да имаме net zero емисии, значи нула емисии од јаглерод диоксид. Тој процес кој ќе одиме натаму, ние го нарекуваме, и сигурно сте слушнале за зеленување на процесот, односно за зеленување на општествата или зелена економија. Тука само ставив еден слайд кој што можеби многу често некојаш циркуларна економија, велиме зелена економија, ги идентификуваме, но еве тука може да се види циркуларната економија и фокусот на циркуларната економија доаѓа до resource efficiency, а зелената економија ги зема предвид и human well-being и ecosystem resilience, значи да би имаме економија која што ќе биде во рамки на природата. Процес за зеленување и зелена економија е многу важно да се случи децентрализирано, односно, например, во енергетски сектор, бидејќи знаеме сите дека енергетскиот сектор е најинтензивен и за загадувањето и за стакленичките гасови. Доколку сакаме 100 мегавати да замениме јаглен со сонце, може да дојде некоја корпорација и да инвестира во 100 мегавати соларна централа. И ќе речеме сме завршили работа, тоа е зелена економија. Но тоа не е баш суштински зелена економија, бидејќи да, имаме сега 100 мегавати кои што не се јаглен, него се сонце, но сепак една корпорација заедно со влада ги контролира целиот процес и приходот оди на одредена група на луѓе, па дури и во странски банки. Значи, суштинска зелена економија или зазеленување на општествата се случува доколку го децентрализираме енергетскиот сектор, и тие 100 мегавати би ги дале, односно би возможиле на граѓаните, на училиштата, на локалните заедници, на општините, на малата зградите да се здружат или пак индивидуално да инсталираат сончеви фотоволтаици или солар термоколектори на своите згради или покриви или расположливи средства, и преку на таков начин да стигнеме до тие 100 мегавати сончева енергија, и тој приход, односно, придонесе процесот да приноси кон социјална еднаквост. Значи, суштински во зелената економија е зашто има напредување на животна средина, но и социјалната еднаквост. И во тој процес, значи, е важно да се зајакнат и граѓаните и енергетскиот систем да децентрализира, како што е случај законската рамка и правната рамка се случува во нашата земја со новиот закон за енергетика, но сепак суштинските промени на терен за граѓаните, домаќинствата и школите да постојат сончеви фотоволтаици тек допрва доаѓа и треба да се охрабрува. За ова мислам дека и повеќе ќе зборува Ангела, следниот наш говорник, така да јас полека ќе одам на кај работните места. Ова е еден мал график каде што може да видите од каде би ни дошле зелените работни места, односно најмногу обновливи извори енергија. Не велиме сонцето е најважен и кој би сакале да е приоритет на секаде. Градежништвото поради енергетската ефикасност, имено 2/3 од потрошачката на енергија ни доаѓа од зградите, и зградите се многу важни во процесот на зазеленување или во процесот на справување со климатските промени, тоа значи градежништво и многу работни места во construction или во градежен сектор. Циркуларната економија со repair и rental services и со рециклирање, со поправка се дефинитивно, и тука се производството на можеби подржливи и материјали кои што ќе придонесат за зелени работни места. Тука извадив јас еден слайд, ова е од една публикација на ILO, International Labour Organization,
каде што вели од левата страна може да ги видите индустриите кои што се очекува да имаат најголем пораст на работни места во апсолутно, значи 6,5 милиони се ова 6,5 каде што гледате, а доле се во проценти кои индустрии, а од десно се тие индустрии кои што ќе имаме decline или намалување, едноставно ќе има job loss, значи ќе бидат изгубени работни места, исто во апсолутно, тука во милиони, тука е доле во проценти. Може да забележите очекување од десната страна дека тоа е јаглено, дека тоа е нафтата, со работни места ќе се изгубени таму во милиони, ова е на глобално ниво, значи International Labour Organization е UN агенција, значи ова е статистика на глобално ниво, а од левата страна може да видите дека грежниот сектор и се потврдува дека ќе има најголем пораст на работни места поради мерките за енергетска ефикасност, потоа имаме електрична машинерија, но интересно е да се види доле во процентуалниот пораст на работни места, дека прво место би заземала solar thermal енергијата, значи производство на струја од solar thermal колектори, потоа геотермална, може да видите и ветер, и понатаму нуклеарна биомаса, соларни фотоволтаици и така натаму. Значи ова е само една представа во која насока би одело пораст и губење на работни места на глобално ниво според сценариото на International Energy Agency, односно Меѓународната агенција за енергетика, која што го моделирала ова врз база на 2 степени Целзиусови, значи за да можеме да не преминеме 2 степени Целзиусови, тие мерки ќе пренесат кон пораст и пад на работни места во овие сектори, индустрија. Јас тука ќе споменам една работа пред да преминам на Македонија и климатските промени. Тука значи може да видите дека во градежништвото и овие милиони работни места се ниско квалификувани, односно голем дел од нив се ниско квалификувани, каде што треба мајстори, фасатери, гипсери, тие што работат на покриви, на подови, на грејење, на ладење. Значи тоа се ниско квалификувани работни места и тука еден предизвик зборам за пазарот на тоа работни места е автоматизацијата и вештачката интелигенција. Во однос на пазарот на трудот, милиони работни места веќе се губат, а се очекува многу повеќе во иднина се губат поради автоматизацијата на работни места и први удар ќе бидат ниско квалификуваните работници. Значи ова е важно да се знае, чисто да се има предвид дека има и една друга перспектива и ова е интердисциплинарен пристап, кој што образованието треба да го има предвид и кога збориме за работни места не треба да се испушти. Значи автоматизацијата и вештачката интелигенција дефинитивно ќе влијае на пазарот на труд и особено на ниско квалификуваните работни места сега и во иднина. Во однос на Македонија, јас пример за последиците за климатските промени, значи во кои сектори значи ќе има влијание последиците на климатските промени, како Македонија ќе влијае, само да видам, да, ќе бидеме. Да, значи тоа е третиот национален план за климатски промени, кој што охрабрувам да го видите на klimatskipромени.mk. Тука се има моделирање до 2100 година, како би влијало и во кои сектори биле најпогодени. Водните ресурси се најпогодени на Балканот генерално и на Македонија. Водните ресурси значи и намалување на реките, тоа ќе го погоди земјоделството, приносите од земјоделството, кои сектори, јаболки, луцерки и така натаму. Да, еве и Теодора тоа го потврдува, односно линкот кај што може да се видат овие и други извештаи кои ќе споменам, значи за последиците може да се информирате тука. Тоа е прилично опсежно и доста квалитетно национален план кој што е изготвен. Ова е веќе одиме кон зелените работни места, односно двогодишниот извештај за климатски промени прави моделирање на колку се очекува работни места врз база на мерките кои што Македонија ќе ги преземе за да се справи со климатските промени во однос на нивните амбиции и цели и кон Обединетите нации и сега со енергетската стратегија. Ова е еден слайд каде што може да се види
кои, значи ова во сивото имаме изградба на пасивни згради, значи ова се работни места од десна страна, од лева страна имате број на работни места, а долу имате година, значи 2025, 2030, 2035 година, во кои сектори се очекува најголем пораст, односно очекувани работни места. Видите дека зградите земаат значено учество, жолтото се соларните термални колектори, заедно со помаранџестото и другите може да ги видите, но оваа е можеби посоодветна табела, каде што од десната страна и се зелените работни места според години, според политика или мерка од левата страна. И пак може да видите, значи имаме за соларни електрани на кров, зградите и јавните згради, гледате има реконструкција на постојани јавни згради. Тука, значи од 6200 зелени работни места, кои вкупно се 6200 зелени работни места во 2035, 4000 работни места се во секторот згради, кои што се очекува, значи пак се потврди на национално ниво, се потврдуваат статистиките на што ја прикажавме претходната табела, дека градежниот сектор и енергетската ефикасност има можеби најголемо зголемување. Ова веќе имам неколку слайда за што зелените работни места, значи во Македонија и ние како Огрин се залагаме. Ова е на седница на влада на 20 март 2018 година. Беше прифатена иницијатива, се направи работна група каде што Министерството за животна средина се назначи како носител, а беа вклучени Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика, Агенција за млади и спорт и се рече дека со зелените работни места ќе се адресира младинска невработеност. Една од работните групи што се формираше. Се сретнавме неколку пати, работевме со Министерството за животна средина и работната група ја прифати дефиницијата за зелени работни места. Ова беше пишано и како заклучок од страна на Министерството за животна средина, кој што реков беше носител. И зелените работни места се прифати како онаа дефиниција на Обединетите нации дека се пристојни работни места. Значи кога зборам, кој што реков, зелената економија, социјалната еднаквост е важно, исто и за зелените работни места. Значи зелените работни места секако ќе придонесат за обновување, унапредување на животна средина и климата, но исто така е важно квалитетни да се тие, односно да се цените, да се добро платени, да се продуктивни, да има социјални бенефити за семејството, да има, значи, право на збор вработениот, значи сите тие квалитети да се интегрирани во овие работни места за да може да бидат и атрактивни и да може да бидат и добро платени и да се охрабрува. Значи, овие работците може да ги видите на нашата веб страна и последното тоа што е конкретно е годинава, значи ова беше во јуни 2018, а ова во 2020 веќе, значи во февруари 2020 година еден од клучните заклучоци на работната група беше прифатен од Министерството за образование и Министерството за образование преку Националниот одбор за рамката на квалификации, тоа се квалификации за стручното образование, кое што е од Европската рамка на квалификации, имаме и ние тука во Македонија Национален одбор за рамка на квалификации, реши да направи методологија за зелени квалификации, збориме за образовниот процес, методологија за озеленување на постоечки квалификации, кои што можеби треба нешто дополнително за да бидат тие зелени квалификации. Ревизија на постоечки индикатори низ перспектива на зелени работни места и прифатената дефиниција. Значи, сите квалификации си имаат индикатори кои што кажуваат за тоа квалификација, се направи ревидирање на тие индикатори низ перспектива на зелени работни места и таа дефиниција која што се прифати. И на крај би сакал да спомнам во контекст на образованието дека ние, имајќи предвид дека стручното образование е многу важно за зелените работни места, почнавме иницијатива во основното училиште вика Направи сам, каде што техничко образование што се изучува во 4, 5 и 6 одделение, тоа е задолжително, а во 7, 8 и 9 тоа е во мое време ОТП се викаше, значи по ОТП или техничко образование се правеа макети каде што се правеа населби со чист воздух и отпор на климатски промени, се правеа згради, имаше поделени во часови, зградата се зборуваше за енергетска ефикасност, па се лепеа соларните панели, па се објаснуваше за соларни панели, така група на ученици од основно ги изучи и ги направија тие макети населби за чист воздух кои се отпор на климатски промени и сакавме да имаме иницијатива за екнување на техничкото образование во основните училишта за им се пробуди интересот и логиката и да работат со раце што повеќе развиваат некои практични или зелени вештини што ги викаме.
И на крај ќе пробам ова да го сублимирам. Економскиот модел е во директен конфликт со климатските промени, треба да се замени број домашно производство посебен индикатор за мерење успешност. Енергетската ефикасност и сончевата енергија се клучни. Стручните квалификации и занимања се водечки во реализацијата на мерките за облажувањето, но економските правните исто така се неопходни, бидејќи мора да имате инвестиции, мора да имате бизнис план, мора да имате правници, и сите тие општествени науки секако се многу важни, но во реализацијата на мерките стручните квалификации за занимање се многу важни. Кој што споменав, многу е важно да зајакне техничкото образование во основното училиште и зошто само да е 6, 7 и 8, а потоа да е изборно. Ние кога зборувавме со наставничките од неколку основни училишта, рекоа дека дури и онака само за да се пополни фонд не е толку атрактивно, а баш преку техничкото образование навистина може да се учат некои зелени вештини и да се зборува за климатските промени, да се разбуди тој интерес и љубовност кај учениците. Дефинитивно, кој спомнав, образованието не треба да се гледа само функција на пазар на труд, еднината е непредвидлива, особено поради вештачката интелигенција, автоматизацијата. Ние може да проектираме какви зелени работни места ќе има за 20-30 години, но вистината е дека никој не знае какво вид работни места ќе имаме и за тоа како компетенции кои што ние ги развиваме кај младите покрај зелените вештини на реупотреба, на шиењалишта и така натаму, се емоционална интелигенција, ментална стабилност, способност за континуирано учење, кои што се важни за да не паѓаме во депресија или кога имаме рапидна промена, знаме како се справиме со нашите емоции, а способноста на континуирано учење е дека веќе образованието ќе нема да има онаа функција учи па работи, него поради менувањето на работните места, на карактерот на работните места, поради автоматизацијата и вештачката интелигенција, ќе мора да бидеме способни цело време да учиме, па дури на 50 години може да изгубиме работа, да се учиме за друга работа и така натаму, значи мораме да имаме на ментална стабилност, емоционална интелигенција која што ќе се изучува и во основните училишта, бидеме стабилни во непредвидливата иднина која што ни доаѓа. И благодарам. Преминуваме на нашиот трет говорник. Ја представувам Ангела Најдовска, која што е втор циклус на магистерски на ФЕЙТ за обновливи извори и таа ќе зборува за енергетска ефикасност и сончеви фотоволтаици во училиштата. Така да, Ангела, слободно можеш да се анмютнеш и преземи. Ти благодарам. Добро вечер на сите. Пред се би сакала да се заблагодарам за поканата. Јас сум Ангела Најдовска, студент на втор циклус на обновливи извори на енергија на ФЕЙТ во Скопје. Пред да почнам да дојдам до правилникот, накратко би спомнала за енергетската ефикасност и што всушност подразбира. Зависи од кој аспект ја гледаме, доколку гледаме од аспект на уреди, енергетски ефикасни уреди се оние кои што употребуваат помалце количество на електрична енергија, а извршуваат иста работа како и оние од ист тип на уреди. Пример за овие уреди се фрижидерите и машините за перење налишта, кои што ви се дома, па може да забележите и на нив самата лепенка, па ви ја кажува класата на самата енергетска ефикасност на уредот. Но доколку зборуваме од аспект на објекти, во овој случај училиштата, тука веќе е малце покомплицирана работата, односно за да кажеме дека еден објект е енергетски ефикасен, треба да земеме неколку фактори, тоа е осветлувањето, фасадата, заедно со прозорите, и дали всушност тој објект сам си произведува електрична енергија. Накратко за светилките, веројатно на сите ни е познато дека доколку би сакале да им направиме нешто енергетски ефикасни, најлесниот начин е нашите светилки да се префрлиме на LED светилки, кои што ја вршат истата работа, истото осветлување го добивате, но трошат помалку електрична енергија. Но од аспект на објекти, за еден објект да има енергетско ефикасно осветлување, најдобро решение е на самите ходници кога зборуваме за училишта и во тоалетите да се постават сензори за движење, па на тој начин светлото би се вклучувало само кога би имало некој човек, не би светело цело време. Сепак ова не е голема инвестиција, но значи многу од аспект на потрошувачка на електрична енергија. Додека па гледано од аспект на фасадата, тука не зборуваме многу за потрошувачка на електрична енергија, затоа што веројатно училиштата се греат на централно грејење,
но важен е моментот на преносот на топлина и колку всушност топлината се губи, па доколку самиот објект има енергетска ефикасна зграда, односно има добра термална изолација, би се заштедила на топлинска енергија. Истото важи и во летните услови, самиот објект нема да има голема промена во топлината. Ова најмногу може го, наједноставно го потврдуваме со термална камера. И доаѓаме до решението на проблемиве, односно се ова што кажав го правиме со цел да заштедиме електрична енергија. Зошто? Затоа што знаеме дека Република Македонија големиот дел од енергијата ја произведува од конвенционални извори на енергија, односно фосилни горива. Знаеме дека загадува и со цел да го избегнеме загадувањето, а да имаме електрична енергија, доаѓаат на сцена обновливите извори на енергија. И сега тука би се надобрзила малце и на господјата Олгица што праша зошто фотоволтаични системи, а не ветерни полиња, поради тоа што самата географска положба на Република Македонија е таква да поповолно е да инсталираме фотоволтаични модули отколку ветерни полиња, затоа што знаеме дека географски ние немаме голема територија, а територијата која што ја имаме за ветер не е најповолна. Најповолен е веројатно само до кај Евгелија и до Иран, но сепак и инвестицијата за ветерни полиња е многу поголема отколку за фотоволтаични модули. И затоа најатрактивно кога станува збор за објектите и за зелена енергија воопшто во Република Македонија се фотоволтаичните модули. Како ова всушност би влијаело и како ние може да придонесеме е тоа што имаме одреден правилник кој што сега овозможува на јавни објекти да се инсталираат само 20 киловатни фотоволтаични системи. За да ја опипате малце бројката, ова би значило дека со оваа енергија од прилика би можеле да се напојуваат 4 до 5 просечни семејства. Што знаеме дека, претпоставувам поголемиот дел од вас кои што се наставници во училиштата, тоест професори, знаете дека имате многу поголема потрошувачка од електрична енергија од ова. И воедно има и поголема кровна површина на која што може да се инсталираат фотоволтаичните модули. Па така, но не е само ова проблем со правилникот, доаѓа и проблемот дека овие 20 киловати кои што се инсталирани ги користат за сопствена потрошувачка, а онаа произведена електрична енергија која што би била вишок во одреден момент, би ја продавале на некој дистрибутер на електрична енергија. И самиот проблем тука доаѓа дека производството на електрична енергија од фотоволтаични модули се произведува најголемо е во летниот период, поради самиот процес на производство на електрична енергија од фотоволтаични модули, односно дека потребно е сончева светлина за истите. А знаеме дека во летните денови училиштата не работат. И тука доаѓа проблемот што со таа електрична енергија која што ќе се произведува, а нема каде да се потроши во училиштата. Тоа е уште едниот проблем со правилникот, а другиот проблем е тоа што инвестицијата за се ова што го наброив за енергетска ефикасност, дали тоа се светилките, фасадата или пак фотоволтаичен систем на кровната површина на објектот, ја прави самото училиште или пак може да инвестира државата или пак следствено министерството. И затоа ова е многу неатрактивно за самите училишта, и воедно од аспект на тоа дека нема каде да ја продават електричната енергија, поради тоа што самите дистрибутери во моментов не сака да ја откупуваат оваа електрична енергија, поради тоа што има голема варијација и не можете одма да пресметате колку електрична енергија би се произвела од овие системи. А доколку би сакале да ја продавате на слободен пазар, ќе мора да направите договор, тој договор би морало да се каже колку вие точно ќе им доставите на нив и во кое време. Ние предлагаме
односно јас и професор доктор Драган Миновски, моја колешка Тина Манулева и организацијата ФЕС, кои што моментално работиме на проект кој што се одвива го работиме за општина Карпош. Тоест, општина Карпош ја разгледуваме како регион каде што би се инсталирале фотоволтаични модули. Проектот се состои од тоа дека разгледуваме јавни објекти, односно училишта и згради на кои што би може да се постават фотоволтаични модули. Идејата е со овој проект да покажеме дека е потребно да се смени самиот правилник за да може да станат овие фотоволтаични системи поатрактивни за инвестирање, особено во јавните објекти, затоа што тие имаат и всушност најголемата кругна површина и најмногу исплатливо е таму да се инсталираат фотоволтаични модули. Тоа што го предлагаме е да се оформат енергетски задруги. Тоа значи дека инвестицијата за ваквите фотоволтаични системи би била покриена од енергетските задруги, а во енергетските задруги би членувале сите граѓани на таа општина или на тој град. Зависи дали зборуваме за основно училиште или пак за средно училиште. Ова е интересно од моментот дека на некој начин граѓаните би биле акционери во фотоволтаичните системи на овие објекти. И не само тоа, него бидејќи секогаш кога станува збор за ваквите работи, ние колку и да сакаме да го гледаме еколошкиот аспект и доброто на животната средина, на крајот на денот за да може да продадеме на некој начин оваа идеја, мора да го гледаме економскиот аспект на истата. И со тоа колку би се дозволило да се направат овие енергетски задруги и би се зголемила квотата за инсталирани фотоволтаични модули на кругните површини на училиштата, инвестицијата би се отплаќала многу побрзо, и граѓаните би имале огромен бенефит од оваа инвестиција, и секако не е само економски бенефит, туку и самата животна средина би имала поголем бенефит. Тоа што ние го предлагаме се енергетски задруги, зголемување на квотата и најважното дека дистрибутерите на електрична енергија во Македонија, во случајов тоа е Евана, веројатно има некои други, но на сите ни е најпознат Евана, да се должни, односно да мораат да откупат оваа произведена електрична енергија од фотоволтаичните системи. И се ова како го нафрлав, се надевам дека ме разбравте, но целта е да овозможиме на граѓаните да инвестираат во ова, за на крај сите да имаме бенефит, особено од еколошки аспект. Ви благодарам многу.